21 март, денот на пролетта, денот на љубовта, среќата, светски ден на поезијата, денот на екологијата, роден ден на нашиот ликовен уметник Лазар Дојчинов од Кавадарци. И токму денеска, на неговиот ден, отвараме изложба на акварели, наречена Акварелите на Дојчинов. Настанувањето на акварелот се поврзува со Албрехт Дюрер. Тој се смета за зачетник на оваа техника во сликарството, како и уметник кој ја усовршил и популаризирал. Ја користел белината на хартијата за да го нагласи светлото и воздушесто изведување на делото. Токму така и акварелите на Дојчинов се работени со голема вештина и северничка прецизност. Сликајќи акварели Дојчинов ја развил леснотијата на движењата на раката за сликање на големо платно. Интересот за природата кој го покажал во оваа техника дава нови мотиви за нови генерации уметници. Акварелите кои се изложени представуваат циклус на една тематска целина во која се обработени пејсажи од родниот крај, односно Тиквешијата, па и пошироко, од градот, Тиквешкото езеро и слично. Акварелите на Дојчинов, без разлика, дали уметникот се занимава со мотиви од природата, од одредена планина или под еднакво впечатливост убавината на езерското око, секогаш во себе го носат препознатливото присуство на познатиот антички поим агон, што означува средба и борба, но не само со надворешен противник, туку и со оној кој сите го носиме во себе и кој не поттикнува да не се откажуваме и да се бориме за подобро јас. Токму ова го гледаме и во најновите дела на ликовниот уметник Лазар Дојчинов. Нашата галерија денеска е претворена во рај од овие прекрасни акварели на овој ликовен уметник. И затоа, драги гости, денеска најдете го моментот на духовното исполнување, гледајќи ги овие прекрасни дела. Инаку, Лазар Дојчинов е роден 1948 година во Кавадарци, завршил виша школа во Скопје, во 1978 година се запишува како вореден студент на Педагошката академија во Скопје, одсек ликовна уметност. Талентот кој го носи во себе од детството го надоградува низ годините, за потоа да продолжи да ги усовршува тајните на сликарските техники кај еминентните професори Димитар Кондовски и Борко Лазевски, кои представуваат голем стимул и императив во неговото понатамошно надоградување како ликовен уметник. Од сликарските техники тој гаи најголема наклонетост, обсесија и љубов кон акварелот, а од 2004 година работи акрил и масло на платно. Низ годините наназад има реализирано голем број самостојни изложби во земјава и во странство, меѓу кои 10 веќе традиционално во ликовниот музеј Галерија Кавадарци, во Пробиштип, Кратово, Неготино, Република Србија. Има учествувано и на неколку групни изложби и ликовни колонии кај нас и надвор од нашата држава. Го честитам роден денот на Лазар, му посакувам многу здравје, среќа, успех и понатаму да твори и создава прекрасни ликовни дела. Благодарам на сите присутни и сакам да се заблагодарам на организацијата на вработените од Домот на културата Иван Мазов Климе, на посебно што ми оплеменија изложбата со музиката и со настапот на поезијата, на сите учесници му благодарам. А исто така сакам да заблагодарам и на КТВ, телевизијата, медиумот, кои што секој ќе не дадат на медиумите и да поздрават, да го поздрават овој настан. Изложбата е отворена. Во рамките на оваа изложба беше одбележан и Светскиот ден на поезијата, а поезија чита актерката Микица Илова и неколку ученички од гимназијата Добри Даскалов, под менторство на професор Васка Петковска. За музичкиот дел се погрижија Пепи Ангелов и Ано Јосифов. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз.
зголемување на интернет брзините до 40% без доплата. Мислиме на тебе. Изворска.